Ќе инвестираме во здравјето на граѓаните преку изградба, реконструкција и опремување на општите и клиничките болници во Република Македонија. Ќе обезбедиме достапност на висококвалитетни лекови и вакцини. Ќе зголемиме платата на сите здравствени работници, што ќе се спречи одливот на медицинскиот кадар. Ќе го вратиме пациентот во центарот на вниманието. Додека бесрамно лажа за нови проекти, училиштата и градинките во Гостивар немаат грејење. Децата ни се смрзнуваат пред почетокот на зимата. Покривите протекуваат. Ученичкиот дом е во катастрофална состојба. Состојбата во училиштата никогаш не биле полоши од денес. За нивните импровизирани проекти се потрошија многу пари, а се добија малку позитивни ефекти. Образовните институции мора да работат во служба на граѓаните и тоа е наш главен мотив во планот за живот во Македонија. Во овој контекст, како да преминеме преку уништувањето на шумите, како да преминеме преку дивата и непланска сеча на шумите, додека бесрамно лажат за нови проекти, ние треба да ги игнорираме фактот дека уништувањето на шумите и дивата сеча на дрва е монополизирана од локалните шерифи. Тоа ние гостиварчани го знаеме, тоа е јавна тајна. СДСМ и коалицијата тоа ќе го променат. Планот за живот во Македонија предвидува формирање на агенција за шумарство и ловство и обезбедување на интегрирано управување и раководење со шумарството и ловството, со што ќе се спречи досегашната злоупотреба.